Викендот што измина, тетовчани масовно се вклучија во планинарскиот поход Тетово, Балте, Пекале, Лавце, Стрмо, Белавода, Орловец. Со оваа заедничка планинарска манифестација, тие масовно се вклучија и во одбележувањето на 70 годишнината од февруарскиот поход и од формирањето на третиот тетовски партизански одред, во чии редови беа и тетовските народни херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Организатор на оваа традиционална планинарска манифестација, која годинава беше во знакот на одбележувањето на двата славни јубилеи од Народно-ослободителната војна и револуцијата, беше планинарскиот клуб Тетекс од Тетово. Покрај планинарки и планинари од тетовските планинарски клубови и секции, учествуваа и граѓани од најразлична возраст и професија, како и од различна партиска и верска припадност. Сите тие, низ чекорењето на безпачето на повисоките предели на Шарпланина, низ другарувањето и меѓусебното помагање, покажаа и докажаа како треба да се одвива со животот и како потврсто да се градат мостови на пријателство низ негувањето на придобивките од Народно-ослободителната војна со проверка и зацрстување на психофизичките способности. За улогата и значењето на споменатиот јубилеј пред учесниците на тетовскиот партизански одред во село Лавце зборуваше Јовица Тофиловски, син на припадник на третиот тетовски партизански одред. Овој февруари се навршуваат 70 години од февруарскиот поход на македонските единици. Борбите на единиците на НОБ и партизански одредици на Македонија во текот на февруари 1944 година во Централна и Северна Македонија се во рамките на февруарскиот поход против бугарската фашистичка војска и полицијата, како и против четничките формации на Дражан Михајловиќ. Одлуките за извршување на февруарскиот поход беа донесени на неколку состаноци што заедно ги одржаа членовите на ЦК-КПМ и главниот штаб на НОВ и ПОЙ за Македонија во јануари 1944 година во Егејскиот дел на Македонија. Одлуките на второто заседание на АВНОј, кои дадоа основа за уште појасно, порешително и подоследно предување на македонскиот народ за делото на НОП револуцијата, беа инспирација за овие смели и осмислени активности на нашите борбени единици. Февруарскиот поход ги има овие карактеристики и цели. Групацијата што ја сочинува се првата македонска косовска бригада, втората македонска бригада и третата група на баталјони Стив Наумов и Христо Ботев од дотогашниот борбен простор на Кожув во Мегланската област превзедоа офанзивни активности со кои преминуваа на нови подрачња, развиваа борбени дејства и формираа нови жаришта на ослободителната оружјана борба. За 14 дена борците на овие бригади беа непрекинато во борбен движешки строј при температура под 10 степени минус, висок снег и виолици на планински гребени високи 1000 метри. Исто така, во ова пригода би сакал да напомнам дека на 22 март 1943 година на Тетовското Кале е формиран првиот тетовски партизански одред со привремено раководство. За командант е избран Ѓоко Симовски, политички комесар Илија Филиповиќ, заменик комесар Манчу Матак од Крушево, заменик политички комесар Радован Цонич, како и борците Нешо Марковски, Јован Ончевски, Томе Пуревски, Ристо Тевдовски и Михајло Марковски. Нека им е вечна слава на загинатите и починати борци, нека живеат во мир, да живее Република Македонија. Колоната планинари беше формирана на платото пред Центарот за култура Илоантески смок во Тетово, а цел беше врвот Орловец. Некои од учесниците кои за прв пат учествуваат на вакви планинарски походи со подолга маршрута, ја испешачија само првата етапа до местноста Белавода, а повеќето пристигнаа до највисоката точка на младата верижна планина Орловец. Цел беше врвот Орловец во состав на Шарпланинскиот масив, поточно
Врвот се наоѓа над село Лавце, во најживописните предели на Шар планина. Учествуваа голем број планинари, ги имаше од најразлична возраст и од најразлична професија. Ете, тука има едно семејство, тука е брачната двојка, тука се децата. Љупчо, како поминавте? Времето е наклонето, еве, радосни сте, весели. Па вака, најпрво би сакал да се заблагодарам на организаторот, а тоа е Планинарското друштво Тетекс, подпомогнато од Планинарското друштво Љуботен и Планинарското друштво Јелак за оваа денешна манифестација. Они секоја година го организираат овој така традиционален марш кој на повеќе 2-3 етапи е во подножјето на Шар планина, како обележување на денот по повод февруарскиот поход. А оваа година имаме еден добар и изванреден јубилеј, кој што треба да се обележи, тоа е 70 години од февруарскиот поход. Ние мора да ги спомнеме сите оние дејци и дејци, без разлика на верска, на национална и било која друга нација или било кој друг народ или друг секој оној кој што придонел за ослободување и за овој понатамошен живот во Република Македонија. Во сите оние периоди низ историјата, ние сепак помладите пренесени од постарите, на нас помладите, а ние пак сепак на многу помладите, да им го пренесеме се она што секој оној кој што дал придонес за оваа наша слобода и за осамостојување на Република Македонија. Но сепак мора да ги споминуваме сите оние идејци за самостојноста на Република Македонија. Мене ми е чест и задоволство што сум дел од овој настан, ете со моето семејство. Јас се надевам дека ќе имам можности и време и други настани да ги проследам. Ги поздравувам сите учесници, го поздравувам настанот. Многу сум задоволна што после 70 години ваков настан се обележува. А тука е мојот син Бојан кој учествуваше на дел од походот до Калето, меѓутоа се надеваме наредно доаѓање ќе учествуваме комплетно на целиот поход. Денес дојдов на Кали, многу беше убаво денес. Ми се допадна како што многу беше убаво организирано денес за чест на походот. Би им препорачал на сите почесто да доаѓаат на Кали, зашто многу е здраво пешачењето. Пред све и за младите да им влезе во една навика, значи да го продолжат оваа традиција што ние ќе им ga оставиме, да ga зачуваме нашата природа, да им пренесеме правилни, да бидат совесни кон природата, да знаат за екологијата и за здравиот начин на живот. Се надевам дека ќе продолжи таа традиција и ќе има се повеќе млади и ќе се зголеми бројот на планинари. Затоа што ние често планинариме, така што ова ми е втор пат на Орловец и во право се дека е живописна, дека психофизичката состојба се зголемува, мислам сите позитивни аспекти од планинарењето се истакнати. И порачувам на сите да доаѓаат на планина, да се движат, да бидат активни. Пешачевме стабилно со умерено темпо и се одмаравме. Така што не сум многу заморна. Мислам, јас сум еден од постарите и земаат пример од мене како да се движат во планината. Денеска јавев ете како одговорен, другарите ми избраа како одговорен да бидам на групата и мислам дека завршив неуспешно тоа што планиравме, така и испадна и сме пресреќни што така се потрефи работата. Времето не послужи, немавме некои проблеми, никакви проблеми со све со убаво си дојдовме, отидовме и се вративме. Се договоривме заедно планинарскиот клуб Јелак и планинарскиот клуб Тетекс заеднички да се искачиме на Орловец. Малку порано почнавме годинава, се погоди мека зима, така да се надевам дека годинава ќе биде успешна година во планинарењето. Како што тргнало, супер ќе биде. На сите би им порачал да се движат во планина. Ако не сакаат сами, нека се приклучат кон нашите клубови. Секогаш сме ние отворени за нови членови и за сите што се расположени за друштво. Ова е еден начин кај што најубаво се поминува времето, според мене. Заедно се дружиме, си помагаме едни на други,
со задоволство денеска го поддржиме оваа активност на планинските друштва, со тоа што велам дека ние како здружение, пресеко Бела Виста апсолутно е здружение кое што знае да ги направи анализа и ревидирање на сето оно што ги имаме околу културно наследство. И денеска гледам дека културното, тоест историското наследство се спои со активностите на планинските друштва, од кои што понатамо преку овие активности, мислам дека доаѓа до еден голем производ се направи, а пред тоа утре може да биде туристички производ, преку кој што ќе се развие пред планинскиот туризам во Македонија, тоест во Тетовскиот регион, а со тоа ние како организација сакаме да дадеме допринос за тоа се случи, за да нови убавини, нови природи, новија култура наследство што тука го имаме ние како народ и наши предци што го ставиле, да понатамо го валоризираме и го ставиме во една програмска активност преку која понатамо сите ќе имаме бенефити. За сите присутни на овој планинарски поход во село Лавце беше приреден заеднички ручек кој го подготвија организаторите, планинарскиот клуб Тетекс, а во соработка со одделни фирми и други планинарски клубови и друштва. Временските прилики им беа наклонети на учесниците на походот, што заедно со безпрекорната организација од раководството и другите членови на планинарскиот клуб Тетекс придонесоа програмата целосно и успешно да биде реализирана и оваа планинарска манифестација да биде една од најуспешните.